Остен годинава навистина одбележува еден извореден јубилеј со кого малку институции во земјата можат да се пофалат, да кажам, или кои што го постигнале. И ние сме исклучително горди во Остен на тоа, затоа што многу добро знаеме да одржуваш еден така долгорочен бренд е голем предизвик. Организацијата на настаните, организација на Остен, стандардите биле високо подигнати и сега нам ни останува секој настан се подобро и подобро да го организираме и се разбира, тоа е особен предизвик, но исто така и чест и привилегија на некој начин, затоа што доколку размислиме кој се бил вклучен како вработен во Остен, како надворешен соработник и така насаму, во покренувањето и развојот на Остен, тогаш на вистина треба да бидеме горди и срекни што сме дел од тоа продолжување, од тој континуитет. Ќе ги спомнам само Блаже Конески, кој што е кум на името Остен, потоа Лазар Мојсов, Славко Јанески, Ацо Шопов, Владо Малески, Василије Поповиќ Цицо и многу други. Простете, многу се навистина преку Дарко Марковиќ, Ане Василевски, Панде Јаревски и така натаму, да не ги спомнувам, ја би ги спомнала, ама во интерес на времето, но навистина изворедни македонски интелектуалци биле вклучени во создавањето на овој бренд од културата и уметноста Остен. Кога ќе се спомне Остен, првенствено се мисли на карикатура, но Светската галерија на карикатури е основана 1969 година, а 1945, значи основањето или почетокот на појавувањето на Остен, во суштина е како магазин за хумор и сатира, кој што излегол на 1 јануари 1945 и токму тој јубилеј сега ние го славиме. После превземањето на Мици Јанкуловски на брендот Остен, ние Остенџи, да кажам, го носиме брендот во нови предизвици со тек на времето, нели што повеќе се профилира Остен биеналето во областа на современите визуелни уметности и на тој начин го одржуваме и го надградуваме брендот. Тоа е навистина важно, затоа што еден ваков бренд од културата со традиција од 80 години бара нови содржини, нови предизвици и сето тоа од наша страна го правиме најдобро што можеме, а според реакциите и на уметниците, на карикатуристите со кои што работиме и на публиката, навистина сметам дека тоа го правиме добро.